Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, ми представува посебно чест денеска што сме заедно овде со замениците министри во труд и социјална политика, со градоначалникот на општина Кисела Вода, за да извршиме увид во работите на изведувањето на оваа детска градинка во Кисела Вода. Посебно е значаен овој проект што доаѓа после многу години, би рекол и повеќе децении за градба на детска градинка токму овде во општината Кисела Вода, а имајќи предвид дека е една од општините во Скопје која што е растечка со бројот на деца. Сакам да истакнам дека владата на Северна Македонија во изминатиот период многу повеќе од било кога вложуваше во раниот детски развој преку градби на вакви градинки. Меѓутоа, тоа е вложување во иднината на државата, во најмалите генерации. Таму не се врши само згрижување на деца, туку прво ги осознаваат сите работи кои што се необходни за надградбата, за учењето и така натаму. И секако дека тоа е основата на воспитувањето и на образованието. Владата во изминатиот период издвои околу 280 милиони денари кои што ги инвестиравме во 44 објекти, дали реконструирани или градба на нови објекти. Сакам да истакнам дека владата беше насочена пред се на градба на објекти во руралните средини. Таму каде што со години, скоро повеќе од 40 години, овие средини беа запоставени и можностите за раст на децата, за развој на семејствата не беа исти како што е во урбаните средини. И овие 44 објекти се поделени и во рурални и во урбани средини. Продолжуваме понатаму со едно вакво темпо. Определени се нови 15 милиони евра за да се градат нови објекти. Очекуваме дека со ваква динамика ќе се продолжи многу брзо, ќе дојдеме до бројката на 70 изградени нови објекти. Овој објект истакна дека е за некаде околу 125 дечиња, меѓутоа секако општината Кисела Вода има потреба да овој број се зголеми и понатаму. Како влада сакам да порачам на граѓаните на Кисела Вода дека ќе ја даваме поддршката на градоначалникот и на општината, ќе ја даваме поддршката на граѓаните да се создадат соодветни услови кои што навистина се потребни за развој на општината и за подобрување на животниот стандард, без разлика за кој дел од општината станува збор. Сакам исто така да се заблагодарам на општината, на Министерството за вложениот труд во реализација на овој проект. Посебно да се заблагодарам на изведувачот и на работниците кои што и во услови на оваа пандемија направија се за да не престануваат овие градби. Мислам дека покрај сите оние кои што се борат со COVID-19 и работниците на Северна Македонија заслужуваат и поддршка и признание заради тоа што без нив навистина немаше да продолжи оваа економска активност која што имаме. Јас посакувам што е можно побрзо да излеземе од оваа криза, да се посветиме на развојот, на економијата, на новите работни места, на поддршка на младите и на тој начин да правиме од ден во ден се поголем развој и просперитет за нашата земја.